Ќе почнам најпрво со првиот ден од почетокот на годината, за нас студентите нормално, тоа е 1 октомври. Каков кобен тежок почетнички ден. Велат почетокот е секогаш тежок. Да, тежок е. Кога 85 кила ќе станат за прв пат после 3 месеци да отидат на предавање, тешко е. Ама ќе се изгора некако. Битно најтешкото пројде. Уписот. Сета таа мака, плаќање сметки, попълнување листови, добивање наредби и закани од тетките горе на студентски, Аушвиц, човече. Почуваме така на 1 октомври, секој со своите маки и немалки, желби и нежелби, и го гураме првиот ден. После предавања решавам да се видам со моите најблиски другари, правникот и економистот. Седнуваме и почнуваме муабет за факултетиве, актуелни ни се некако многу на почеток, а како тргнало и преку цела година се актуелни. И така економист како економист си ги кажува своите маки и проблеми и си ги кажува своите, тоест финансиски проблеми. И почнува да кажува како ние студентите плаќаме секоја година 200 денари за студентски сојуз. 200 денари по глава. За 30.000 глави 6 милиони денари. И што сума ќе беше, си реков. Ово има право. Јако стрижење, нема што. Најпрометна берберница градов, а никаква услуга не добиваш. Добро луѓе состави на студентскиот сојуз пред да правникот си ги искаже своите финансиски проблеми. И почнува тој како кај него се плаќало 30 денари за паркинг, 200 денари за некоја штета, 750 денари се плаќало за некоја сметка во која вклучувала сметка за интернет. И вели, каков интернет, човече? Идеш да симнеш обичен Word документ од интернет, се враќаш на наредна пауза и ти вика 3 minutes remaining. Па ме замисли овој момент, кој стигне удира по джепот на студентот? Па добро, човеку, дали треба да се удира по джепот на студентот, но оној има најмалку пари во оваа држава. Джепот кој така ни е плиток. Најдете на друг начин да се богатите, бе, не преку нас студентите. Ова мислење го споделивме со правникот и економистот и потоа тргнуваме да седнеме на кафе. Седнуваме на кафе, нарачуваме 80 денари кафе, 120 денари цеден сок од лимон. Па добро, ве, си реков, не сме нормални. Како да го забарајхме муабетот пред 15 минути. 200 денари ни беа многу за студентскиот сојуз за цела година, а немаме проблем да дадеме 200 денари за на кафе на ке еден ден. Па плюс вечерта искачање. Абе без 500 денари не си. Каков абсурд сме ти ние студентите. Ама како никој да не го забележува, а знам дека сите тројца го забележавме, па решивме мудро да молчиме. И затоа правникот сакаше да протрча низ оваа тема и отвори нова тема и вели: абе овие ке мене на ораторска вечер не се нормални, бе. Немало веќе да има говори на слободна тема. Па кај ќе си ги искажеме ние проблемите? Му велам да се обради на слободна студентска мисла и дека таму ќе го примат со говор без цензура. Ама не, бе, брате, сака он направен да збори. Слободна студентска мисла било нешто ново и не било на нивото на ораторска. Па брат, сакаш да се плескаш, не кеш да ти влезе. Сакаш место каде што ќе си искажеш проблемите, а не кеш тоа да биде слободна студентска мисла. Нема, брат, возот иде. 11 декември, ево го пројде, а ти уште чекај ја твојата ораторска вечер да се исправи, и ако уште бидеш студент, пријави се и кажи си ги своите проблеми, нека те цензурираат како Холивуд. И така правникот не се пријави на слободна студентска мисла само ради тие бедни причини и ради неговото тесно аголно размислување. Му треба на дечкото широк објектив. Но и покрај се, овде не престана студентскиот патетичен абсурд. Одејќи на ке дома и размислувајќи за се ово што го слушнав денес, гледам еден другар економист и уште на првиот ден го гледам со книга. И му велам, уште одма книга, вели, кјути, бе, брат, 2000 денари платив за оваа. И му велам, шо, многу да не ти се? Па ве плјачкаат ко бандити, бе, 1500 денари е книга, зошто им ги плаќаш? И верували или не, тој ми вели, па морам, бе, брат, ќе ме запишат на список и ако не сум на списокот, тешко се положува. Значи, скапо му е да плаќа, а не ќе да се буни, затоа што нема да го има во мизерниот список, а не му значи ништо во животот. И така се полага на шифрарник кој иде на компјутер и нема никаква улога во оценката. Ама не, покорени сме ние на системот. Главите надоле ко коњи напојува во овие 3, 4, 5, 6 за некои повеќе години. Оваа случка дента ја прели чашата, ја пукна бубулицата и ја скрши флашата. Спас? Мојот спас беше следниот. Отидов дома, рокнав Rise Against the даска и решив да се пријавам на слободна студентска мисла. А вашиот?
Ви благодарам. И ние ти благодариме. Следен е Георги Велковски на тема фудбал, ЕПП, религија. Ке говори за тоа колку рекламите и шоу бизнисот и фудбалерите манекени го расипаа фудбалот. Ке говори за секојдневното влијание на реклами врз вас, нас и сите останати. И ке зборува за тоа кој е најголемиот адвертайзинг низ историјата. Георги Велковски. Браво. Значи, фала на воводот Маријан. Вака, денеска ќе зборам за, според мене, 3 најважни работи во животот на повеќето од нас. Работи кои што заземаат најголем дел од нашето време и работи кои што имаат најголемо влијание на нашите размислувања и нашите ставови. Ќе започнам со тоа што мене лично ми е најинтересно. Фудбалот. Под број 1, најважна работа кај мажите. Под број 2, најомразена работа кај жените. Но, да сумираме, од секогаш е и ќе остане најважна споредна работа кај секој човек на планетата. Мене во суштина ми смета 2 работи во врска со модерниот фудбал. Ми смета тоа што најпрвин фудбалот се уништува и се расипува. Вака, ќе ви дадам неколку фрази и ќе ве замолам да одлучите. Судија Ќорав не се тркала и го ведо едно. Него ни пипна, стани не паѓај. И на другата страна, леле како го издрибла или го видели шутов. Дали првите фрази денеска се почесто и почесто ги слушаме во модерниот фудбал? Дали во последно време се повеќе имаме фудбалери кои што се тркалаат по теренот, кои што даваат голови со рака, кои што му сугерираат на судијата да му даде црвен картон на противничкиот играч? Па добро, порано не беше така. Се знаеше кој може да даде гол со рака, еден беше Марадона. Денеска секој може да даде гол со рака. И тоа никој встари не го санкционира, што е најстрашно. Или па, например, дали оние кои што сугерираат противничкиот играч да добијат црвен картон се плашат да играат против 11 играчи? Не се може би доволно компетентни за таа работа. Како и да е. Втора работа која што ми смета во врска со фудбалот е тоа што фудбалот се повеќе и повеќе се комерцијализира. Се претвора во еден циркус, патувачки циркус, дефинитивно. Дали се повеќе на теренот гледаме копачки во разни бои? Црвени, жолти, портокалови, зелени, плави, во последно време видов и розови, што е најстрашно. Дали гледаме, мене ми е страшно принцип. Дали гледаме стегачи на рацете, на нозете, дали гледаме кациги и шлемови во фудбалот? Точно така. Зошто се случува се тоа? Се со цел да се рекламираат спонзорите кои што ги имаат